Од идниот месец минималната плата ќе биде околу 20.500 денари во приватниот и јавниот сектор, а платите во државната администрација линеарно ќе се зголемат за по 2.000 денари, најави денес министерот за економија Крешник Бектеши. Ние воведовме законско решение во делот на утврдување на минималната плата, не со административна одлука на одредена влада или пак на некој министерство, веќе е воведена таа методологија која е целосно согласена и со синдикатите и со институциите. Ако некој се спротивстави на зголемување на платите, мислам дека би направил голема грешка. Ако треба и законско решение да се носи, најверојатно сите политички партии во собранието би го поддржиле. Зголемувањето на минималецот нема да предизвика удар врз стопанството, смета Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи, но потенцира дека процентот по кој се пресметува минималецот кај нас е повисок од оној во ЕУ. Во Европската Унија е усвоена директива со која во земјите членки минималната плата треба да биде околу 50% од просечната. Тоа значи дека нашата држава има повисок процент за минимална плата, во споредба со земјите членки на Европската Унија. Истакна Димитров. Од друга страна, најавите за линеарно зголемување на платите на администрацијата за 2.000 денари не го радува синдикатот. Тие веќе се на суд со владата и бараат зголемување на платите за 18,4%. Дали сепак ќе го прифатат најавеното зголемување за 2.000 денари, ќе се изјаснат во март. Сето тоа треба да се реализира во март месец. Но дали тоа така ќе се случи, ќе видиме. И некако ССМ ќе ја пратиме со стоколку не дојдеме до реализација наветеното, соодветно ќе реагираме како и досега. И нема да го ставиме тоа туку така да помине, доколку сето тоа не го реализира, бидејќи често пати вака имавме некои обеќања дека ќе има одредени покачувања во минатиот период.